Народно-ослободителната борба и револуцијата, тој клучен период во поновата историја на нашиот народ, врз кој се темели величествениот монумент на нашата сегашност и на нашата иднина, најде достоен одраз и во македонската драмска литература. Неизе на револуцијата, која што ги оствари вековните идеали на нашиот народ за национална и социјална слобода, меѓу првите и се одложи по старата генерација македонски драмски автори. Оние кои што го овозможија триумфот на нашата драмска литература меѓу двете светски војни, оние кои што глорифицирајќи го народниот живот, јазик и традиција, имаат доблест да укажат и на социјалните неправди, давајќи го својот скромен, но неодминлив придонес во осознавањето и мобилизирањето на македонските жетвари и тутунари, на доведените до питочки стап селани и работници, занаетчии и печалбари. Оние кои што Ристо Крле во една од своите ретко ангажирани драмски дела ги нарече милиони маченици и врз чии плеќи во прв ред се струполи безобзирната капиталистичка експлоатација и уште пожестоката и систематска денационализација. Всушност, континуитетот меѓу основните настојувања на македонската драма меѓу двете светски војни и она што заластари непосредно по ослободувањето е повеќе од очигледен. Него го наложуваше и самата реалност, тесната поврзаност на револуционерната усвитеност пред војната и неговото разгорување во текот на востанието и сенародната револуција. Затоа, нималку случајно, Ристо Крле, авторот на драмите Парите се отекувачка, Антица и милиони мученици, веднаш по ослободувањето ја напиша драмата Велик ден, во која се обиде да го оживее самиот чин на ослободувањето. Оној навистина велик ден по кој мечтаја и за кој се бореа генерации и генерации македонски патриоти и револуционери. На револуцијата, која туку што беше победила, се обиде да и се одложи и Антон Панов, авторот на ретко популарната драма Печалбари, дело во кое трагичната судбина на македонскиот печалбар не само што измамуваше сочувство и солзи кај илјадниците гледачи, туку и нескриен револт. Уште во 1948 година Панов ја скицира драмата со символичниот наслов Пиликатник, која подоцна преработена беше и објавена, а е посветена во знак на почит и сеќавање на Кочо Рацин. Пиликатник е ограден простор каде дојранските рибари со помошта на птици на еден прастар начин ловат риби. Според Панов и македонскиот народ кој постојано бил поробуван и однародуван се наоѓал во слична положба. Па оттаму доаѓа и насловот на драмата Пиликатник, во која Панов го реконструира макотрпниот живот на дојранските рибари, и тоа во еден подолг временски интервал. Српското владење во Македонија и бугарската окупација, за да го фрли тежиштето во својата драма на разгорувањето на востанието во кое активно учествуваат и дојранските рибари. Концепирајќи ја драмата Пиликатник како широко развиено историско платно, Панов имаше амбиции да создаде потресно сведоштво за страдањата и борбата на нашиот народ. Меѓутоа, поради големиот број на ликови и настани што ги опфатил Панов, а и поради неможноста на театарската сцена да биде поставен еден ваков амбициозен историски спектакл, драмата Пиликатник се до денеска не е изведена, како што е тоа случај и со драмата Велик ден од Ристо Крле.
Значително поголема среќа и успех имаше Васил Илјовски со драмата Млади синови, која исто така е инспирирана од револуцијата. Неа, под наслов Син и татко, уште во 1955 година ја изведе Битолскиот народен театар. Ја изведоа и Македонскиот народен театар и уште многу други театри од натрешноста, а во 2 наврати драмата Млади синови беше снимена и од телевизијата. Заокружувајќи го својот богат и повеќеслоен драмски опус, Васил Илјовски, еден од основоположниците на македонската драма меѓу двете светски војни, не го одмина и периодот на револуцијата, барајќи во незините непресушни врутоци инспирација за ова свое дело. Меѓутоа, лоцирајќи ја драмата Млади синови во конкретниот историски амбиент, врз фонот на веќе започнатото востание, тој не сакаше да создаде историска хроника, туку задлабочена психолошка драма, соочувајќи неколку генерации. Она, што учествувала во национално-ослободителното движење и не собрала многу горчливи сознанија и искуства, она, која сега активно учествува во народно-ослободителната борба, но и најмладата генерација која што ги ужива плодовите на слободата. Развивајќи го драмското дејство во неколку правци, Илјовски пред се настојуваше да го расветли континуитетот на долгогодишната борба на нашиот народ за свое место под сонцето, да ги спои во едно пораките на двата наши Илиндена, оној од 1903-та, чиј врв е Крушевската република, и Илинден од 1944-та, кога беа поставени темелите на македонската државност како резултат на заедничката борба на југословенските народи и народности. И што е наинтересно, сиот овој непрегледен синџир од поревања и на човечки напори и жртви, тој се обиде да го прекрши низ призмата на генерацијата родена во слободата. Миле, си дојде, а? Има еден ранет во денешната битка. Ние треба да го засолниме кај нас. Кој ние? Јас Бре, ти. и јас сум нешто во оваа куќа. Додека сум јас жив, ти си ништо. Костадине, Миле, Сакам и мојот збор да се чуе. По мојата умирачка само тој ќе се слуша. Само ти. Сакаш да ни се запусти куќата? Добро и да се запусти, отколку да пукне срам. Те затапиле до вчерашниот со тепање и мачење. А овие сега со мазнење и маткање. Толку ти е страв. Не се плашам јас ни од затвор, ни од ништо. И јас така мислев, татко. И дека ќе го примиш Ранетиов. Неговиот живот сега е во твои раце. А твојот живот во чии? Не! Речи му и ти море нешто. Што молчиш? Сакаш оган в куќи? научена сум јас и испечена на таков оган. Нека го донесат сиромашкиот. Јас ги го... Што ти? Молчи! Тоа Стамен го решил. А зошто не кај него? Сака ти да бидеш со нив. Со нив. Сака да бидам зад нив, да им чувам ранете. Јас кој секогаш сум бил прв и среде во јас. Што ти? Тебе те наговориле. Не. Тие никого ни присилуваат, ни молат. Јас им рекол дека ќе се согласиш затоа што сакам да им докажам дека ти не си како некои што мислат. Тие го чекаат твојот збор. Мојот збор. За мене само едно е над се. Ти. Твојот збор е и мој збор. Ако ме сакаш, направи онака како што јас сакам. И нема повеќе ни молење, ни прашување. Подобро да ме заколиш отколку да се посрамотам. Ајде, влезе. Првата генерација македонски драмски автори, која што го најави своето творечко присуство по ослободувањето, исто така не ги одмина виорните години на народно-ослободителната војна и револуцијата, како што тие
но видени од еден значително посовремен драматуршки аспект, се присутни и во творештвото на помладите македонски драмски автори. Томе Арсовски, еден од најплодните и најистакнатите современи македонски драмски автори, својот драмски првенец Александра и го посвети на револуцијата. Нејзиното дејство не враќа во едно наше мало и зафрлено провинцијско градче, кое стенка под несносливата бугарска полициска тортура, но во кое, независно од шиканирањата, затворањата и убиствата, неиздржливо рти никулецот на отпорот и вооружената борба. Најзначајни представници на револуционерното движење во оваа драма се Владо Ринин и Александра, која во почетокот, под притисокот на родителите, а и заради собствените заблуди и суета, е заљубена во бугарскиот полициски мајор Ганов. Но, откако ќе свати дека пред себе има само еден шармантен позер, кариерист и садист, Александра ќе се приклони кон револуционерот Ринин, а преку него и кон револуционерното движење. Така, полицаецот Ганов и револуционерот Ринин не само што ќе се најдат на две диаметрално спротивни класни и национални позиции, туку ќе станат непомирливи противници и како луѓе, бидејќи и двајцата ја сакаат Александра. Ерои, јунаци. Јунаци, какви јунаци, мртви јунаци. Мртви херои. Александра, вразуми се ле. Добро, добро. Да. Јас не сум ниту светец, ниту пак некој принц од сказните. Но не заборави дека и јас матурирав во дрвени навани. Студирав гладен и скапував од ноќна работа и не една ноќ мрзнев заедно со метларите на софиските улици. Зар јас не сум пролетер? Или не сум бил некогаш пролетер? Но мене ми издодеа таа идеализирана беда, драга моја, на пролетерскиот интелектуалец. Тој неинтелигентен култ на некакво мачеништво. А сега само исклучиво му служам на обичниот човек Борис Ганов. А тоа што сега случајно тој носи униформа на полициски мајор, таа униформа не е причина, тука е последица од сета таа збрка. Драга моја, кога човек живее меѓу волци, мора и тој да стане волк и некој ќе биде растргнат. Да, волк, волк. Во тоа е недоразбирањето. Значи, признаваш веќе дека се работи за недоразбирање. Драга моја, јас го знам и тоа, дури дека сега околу нас се наоѓаат твоите телохранители. Јас не се плашам од нив. Не се плашам за себе. Се плашам за тебе. Александра Македонска. Сепак тоа е чудесно. И звучи револуционерно. Александра. Пусти ме! Ете каква глупачка сум. Се чини дека овој пат ќе отиде предалеку. Да се надеваме дека сепак тој не е рамнодушен кон тебе, инаку би морале брзо да реагираме. Станувај. Боже, каква глупачка сум. Не види, дете, тој е одличен полицаец. Тоа е се. Па да, тебе ти е лесно. Наслушнувам. Кокетирам со него како каприциозна гимназистка. Мене ми е гнас од тоа. Ајде, Треба да се удри, а не да се напразно да се губи времето. Ајде, станувај. Со парадата засега командувам јас. Знам. И овде. Мајорон таму, дома татко ми. Команданти. Те молам да го прекинеме овој разговор и да се тргнеме од овде. Се плашам. Се плашам. Боже, колку се плашам. Александра, мајорот не е глупав човек. Може да се врати. Страх ми е. Александра, Ти не разбираш. Ти паради, команданти. Ти се плашам. добро, те поседиме малку. Александра, човек мора да му оди во пресрет на својот страф.
Сега насмевни се. Не ме гледай така. Насмевни се. Ова е нечесна војна. Пушка со пушка треба да разговара и нож со нож. Нека ги опфати ужас, да не знаат од која страна ги чека ударот. Нервите да им ги искинеме, да ги лишиме од сониот одмор, рацете да почнат да си ги јадат од безпомошен бес. Добро, ќе дојдем и на тоа. Ајде, додим. Можеш ли? Не грижи се за мене. Некогаш навистина не знаех нешто многу важно, а од тоа зависеше се. Сега знам. Името на тоа нешто му е бура. Страшна луња што ќе разурне се и потем се ново. Ја жедувам таа тишина обсипана со сонце. Тихките звездани вечери кога без страф од полициски свирки ќе можеме со полни гради да го дишеме мирисот на раститените липи. Насмејани, шумелени. Сакам да се шетам по корзото. Сакам да се влюбам. Да се смејам од месечевите сенки на улицата. Четиристотини луѓе ве бараат на секаде, а вие како болва во мракот. Пецни овде, пецни онде. Ајде, одржете ни еден говор. Митинг. Што е? Ви се врза јазикот. Соберете си ги весилките и одете си одовде. Ставам улисци. Не давај каде ското. Александра, не префрлувай вината на себе. Ова е предавство. Одете го директно во 13-ката. А ние уште ќе се видиме и ќе поразговараме. Ајде дома. И од ова сосема бегло нафрлање на содржината на овој драмски текст може да се уочи новината што Томе Арсовски ја внесе при обработката на оваа тема. Станува пред се збор за еден значително покомплексен и посуптилен приод кон оваа материја, при што за непријателот не е априори резервиран еден помалку или повеќе потценувачки третман, туку авторот настојува да навлезе во неговата психологија, да ги образложи и мотивира неговите постапки, независно од тоа што е во прашање злосторник и убиец. Напуштајќи ги шемите на така нареченото црно-бело сликање, Томе Арсовски успеа на својот драмски првенец да му здивне животна уверливост и полнокрвност, со што автоматски беше зголемен и неговиот уметнички ефект. Значителен чекор напред во продлабочувањето на творечкиот однос кон истата оваа проблематика ќе направи Коле Чашуле со драмата Вител. Во овој свој сугестивен драмски текст, Чашуле речиси целосно ја напушти дескрипцијата и класичното водење на драмското дејство, инсистирајќи исклучиво на внатрешната динамика, која што произлегува од директното конфронтирање на две етики, на два морала, на две идеологии. Она, безкомпромисно револуционерна и светла, пред која и смртта не значи ништо, и она на окупаторот, која не се женира и од најперфидни махинации за да се парализира и обезглави револуционерното движење, за да се дисквалификуваат и обесхрабрат неговите борци. Така, очи во очи во Вител ќе се најдат обвинетиот револуционер и следникот, кој откако не ќе успее да го скрши и да извлече признание од него, преку подметнатиот двојник и бескрупулозна инсинуација, ќе се обиде да го компрометира револуционерот меѓу неговите другари и соборци, верувајќи дека на овој начин ќе ги дезорганизира, ќе го разниша нивниот нескршлив револуционерен морал и етика. Не е тешко во Вител да се препознае настојувањето на Коле Чашуле да примени една посовремена драматуршка фактура, а што е најзначајно, на основниот проблем заложен во Вител да му даде пошироко, би рекле, филозофско значење.
a to je nemoste na totalitarните режими, независно од тоа колку го усовршиле насилството, да го скршат човечкото во човекот, неговата верба, неговиот полет, неговото достоинство. А сега слободен сте. Слободен сте. Можете да си одите. Вратарот пред зградата е предупреден да ве пушти. Навистина ве ослободуваме. Достатно сте умен да разберете дека за нас повеќе сте сосема неинтересен. Се плашите? Да, разбирам. Ве разбирам. Каде? Дали сум слободен? Да. Тогаш? Вие се чини заборавате што ве чека надвор. Се извинувам. Но јас бев принуден да ја соопштам и точната минута на вашето избегување од овде. Ви благодарам. Вие сте луд! Освестете се! Вие умирате како предавник! Моја ми ставите ми се од патот. Нема да се иставам. Тие вас ве накажуваат како предавник. Како предавник каков што немала организацијата од како постои. Како најцрн од сите предавнички црнила. За секогаш! Знам. Затоа ве молам, ослободете ми го патот. И вие ќе дозволите да умрете како таков? А вие што чекавте? Тоа е невозможно. Но зошто? 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 Затоа што јас не сум предавник. Не можам да станам таков. Вие се подбивате со мене? Не, напротив. Јас не можам да ве разберам. Не можам. И никој не може да ве разбере. Зошто? Зар е потребно воопшто некој да ме разбере? Јас не постапувам вака затоа што некој треба или не треба да ме разбере. Затоа што не можам поинаку. Јас не можам да ве разберам. Како може? Може. Јас знам дека тие ме чекаат. И добро е токму тоа што ме чекаат. Единствено што ги молам е да стрелаат смело и сигурно. Стрелајќи во мене, извршувајќи ја пресудата, тие не стрелаат во мене, туку во предавството. Го уништуваат него за секогаш и неотповикливо. По мојата смрт за сите времиња секој што би се осмелил овде пред вас да тргне по патот на предавник, би морал и ќе мора да го има пред очите мојот пример и мојата смрт. А таа ќе биде таква што ќе го одврати. Но вие тоа не можете да го разберете. И не е потребно. Ќе го разберат оние за кого сум живеел и за кого живеа. А сега изставете ми се од патот. Стојте! 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 Со одминувањето на годините, со зголемувањето на дистанцата меѓу нас и времето на револуцијата, а во сооднос со здобивањето на неопходниот творечки рафинман и искуство, многумина современи драмски автори кон темата на окупацијата и револуцијата се помалку и приоѓаат како кон конкретен детал и податок, а значително повеќе се обидуваат да ги одразат нивните длабински димензии и рефлекси, прекршени низ психата, траумите и идеалите на единката или колективот. Тоа е сосема природен и нормален обид да се дофати суштината, да се нурне во незините витли, да се откријат незините потрајни и есенцијални значења и белези. Во оваа категорија на драмски дела спаѓа и драмата Време за пеење од Петре Андреевски, која се нурка на работ меѓу слободата и неслободата.
Зборувајќи за одгласот на револуцијата во македонската драмска литература, не им обрнавме посебно внимание и на бројните драматизации кои почиваат врз прозни дела, како што се Бол и бес од Славко Јаневски или Она што беше небо од Владо Малевски, иако и тие на сцените од нашите театри го зголемуваат присуството на теми и мотиви инспирирани од револуцијата. Битно е во секој случај да подвлечеме дека револуцијата била и секогаш ќе остане траен и непресушен извор за творечка инспирација, зашто таа е нераскинлив дел од нашето битие, зашто таа е неодминлив мост што ги спојува нашето минато, сегашност и иднина.